Добро дојдовте во најновото издание на Сцена. Еве што ќе гледате. Ќе го запознаете човекот кој изработува најоригинални патики, Сатја, а ќе дознаете и кои се најбајковитите селца во светот. Но како за почеток, еве да погледнеме една интересна идеја која се практикува веќе години наназад и премина во традиција. Станува збор за еден интересен фестивал кој се одржува во Јужна Кореја, фестивал на калта, каде што учесниците ги има преку 500.000, се мачкаат со кал. Еве како изгледа таа слика. Погледнете. Луѓе уживаат во забавата со кал за време на овогодишниот фестивал во Јужна Кореја во крајбрежниот град Борејонг. Според организаторот на настанот, околу 580.000 жители и странци се собраат за да се извалкаат со кал за време на 19-тиот поред фестивал во градот Борејонг, кој се наоѓа на околу 190 км југозападно од Сеул. Ритуалот е ист. Сите посетители доаѓаат во чиста облека и за кратко време толку ќе се извалкаат што тешко е да се препознаат меѓу себе. Се чувствувам како дете повторно. Се чувствувам како кога бев мало дете и трчав наоколу и си игра во калта, а мајка ми секогаш ми се лутеше. Но сега можам да правам што сакам. Прекрасно е што дојдов тука со моите пријатели да уживаме. Многу е забавно. На одредени делови од фестивалската локација се дозволени борби со кал во јамите, кои се исполнети со леплива кал, како и во така наречените затвори со кал и бањи во кал. Сушност ова е прилично забавно. Јас пораснав на островот. Јас сум од островот Гуам. Навикнат сум да бидам на отворено и ми недостига да бидам на отворено. Уживав во калта додека бев на плажа и едноставно сакам да сум надвор. Многу семејства од различни региони во Јужна Кореја исто така уживаа во калта со своите деца. Ние сме од различен регион. Ни треба околу 5 часа со автобус да дојдеме тука. Многу сум среќен што дојдов со мојот син на фестивалот на калта во Борејонг и што се забавуваме. Иако можеби ќе помислите дека овие селца кои ќе ги погледнете во приложение не постојат во реалноста, но природата била дарежлива и создала навистина бајковити селца. Кои се тие и кои се издвојуваат како најубави во светот, ќе дознаете во приложение. Кога ќе ги погледнете овие фотографии, ќе се запрашате дали навистина постојат некаде овие бајковити места. Одговорот е дека навистина некаде, во некоја земја. Овие фотографии се всушност вистински селца градови, кои имаат нешто посебно во себе. Ако се одлучите да ја посетите Прованса, ќе може да уживате во мирисот и прошетките низ полињата со лаванда, дегустација на вино, а вашите очи ќе се губат во сликовитите пејсажи, кои кога ќе ги погледнете ќе си помислите: тука времето застанало. Прованса е регион во југоисточна Франција на Медитеранот, која се граничи со Италија. Кога еднаш ќе ја посетите Прованса, секогаш кога ќе се враќате, никогаш нема да ви биде здодевно, секогаш ќе откривате нешто ново и интересно. Голем број познати светски сликари токму тука ја пронашле инспирацијата. Ова место е вистинска симбиоза на модерното време и историскиот дух. На крајбрежјето на реката Таубер во Германија се наоѓа најромантичниот град кој веднаш ќе ве освои со својата колоритност и шарм. Wenn ich auf hohen Bergen stehe, wird mir ums Herz so wohl. Ich schau ins tiefe Tal hinab ins schöne Land Tirol. Еден историски податок вели дека поради неговата убавина, Ротенбург, американците на крајот од Втората светска војна од жал не го бомбардирале. Она што Ротенбург го прави посебен се фонтаните, многу зелени површини, пивски градини, куќите од средниот век, саат кулите и високите ѕидини.
Ich kümmere mich nicht um Verdruss, um keinen Streit der Welt, solange auf meinen sicheren Schuss ein Gamsbock runterfällt. Die Berge sind mein Gotteshaus, der Jodler mein Gebiet. Ich hoffe, dass der Herrgott mich und mein Gebiet versteht. На покрајината на Горна Австрија, лоцирано на 508 метри надморска височина, на брегот на Халштатското езеро, се наоѓа селцето Халштат. Ова место е богато со сол, а едно од најстарите наоѓалишта тука датира од околу 5000 години пред Христа. Токму поради овој податок и природните богатства што ги нуди Халштат е под заштита на УНЕСКО и представува една од главните туристички атракции во Австрија. Малото градче во Трансилванија, Романија, познато како најзачуваниот средновековен град од територијата на цела Европа, но и како родно место на Дракула, го носи името Сигишоара. Назначено е како светско културно наследство од УНЕСКО. 9 кули кои датираат од 16 век, улици со калдрма, раскошни цркви го прават ова место посебно. Guess what they say? When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had to... Рио Маджоре е градче во провинцијата Ла Специја во Италија. Ова место постои уште од 13 век и е познато по големите површини со насади на лозје, како и производството на вино. Hearts will play tippe-tippe-te like a gay tarantella. When the stars make you drool just like pasta. Вија Коломбо е главната улица каде може да се најдат бројни ресторани, барови и продавници. Карактеристично за ова место се колоритните куќи сместени на брегот. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming. Доколку сакате да имате различни патики и од другите, но и лева од десна, доколку сакате да имате пред се оригинални патики кои ќе бидете сигурни дека нема да ги видите на некој друг, тогаш време е да го запознаете Сатја, доколку се уште не сте слушнале за него. Човекот кој изработува токму оригинални патики. Да го проследиме разговорот кој го направи колешката Габриела Додевска. Тој е дипломиран политиколог, магистер по маркетинг и слободен уметник. Момчето кој е наметна еден поинаков начин на носење патики, односно стил. Споменавме слободен уметник, затоа што Сатја Грабуловски, препознатлив како момчето со различните патики, создаде една интересна своја приказна. Сликање на бели патики, кои го имаат префиксот уникатни. Еве и од каде идејата. Мојата идеја тргна веројатно 15 на години назад, кога сам почнав да си цртам мои патики за кошарка. Веројатно на мајка ми тогаш се дигаше козата на глава, но сепак ме остави да се пронајдам себе си, зете после 15 години да почнам мој бренд, кој што се разликува од другите по тоа што е, нема да кажам уникатен, ке речам рачно изработен. Бидејќи денеска многу работи се уникатни, а не се разликуваат по својата уникатност. Вели човекот се познава по тоа што носи на нозете, па и оттаму ваков начин на уметничко изразување. Се работи за рачно цртани патики кои што ги дизајнира тимот на ЕС и кои што по ниту еден основ не е можно да се уништат или да било какво штетување да им се случи, секако во рамките на нормалната употреба на обувки. Она од воведот, момчето со различните патики, го потврди и за време на нашиот разговор. Двете различни патики се најсатја што може да биде. Не се работи за начин со сила да се разликувам од другите, едноставно тоа е мој начин на изразување. Така се гледам себе си. Инспирацијата за тоа што ќе наслика на патиките е секогаш различна.
конкретно третата серија на Signature беше инспирирана од небото, од начинот на размислување кој што секогаш треба да биде позитивен, од насоката во која што се движиме, која што секогаш треба да биде напред, од љубовта, од сочувството, од сакањето на блиските, значи сите оние работи кои што не прават подобри луѓе. Каква беше реакцијата на средината за неговите први насликани патики? И првото прашање беше од каде, а второто прашање беше зошто баш ова? Мојот одговор беше бидејќи се сметам за еден тип на Дон Кихотовец кој што ако нешто не направи цел живот ќе се кае зашто не го направил. Така да верувам дека со ова давам само поттик сите оние кои што можеби ето до сега немале храброст да пробаат, да се охрабрат, да направат нешто што ќе покаже кои се тие, а луѓето верувам дека со задоволство ќе го прифатат, бидејќи се помалку луѓе се вистински го покажуваат своето лице и кои се навистина. Иако на прв поглед тоа изгледа едноставно, Сатја ќе каже: Ова се текстилни бои кои што ги нарачуваме од Америка, од други страни на светот и кои што генерално се бои кои не можат да се текстилни бои кои што не можат да се оштетат од обично носење. Но техниките се различни, значи сликање со четка, сликање со специјални перманент потенциометри и така натаму. Не би зборувал толку стручно за работи, значи не е класично седни нацртај со пенкало и дај ги да се продаваат, напротив ова е многу макотрпна работа која што има многу слоеви на изработка, многу долг период на сушење, така да е доста комплексна работа. Не е сам во создавање на брендот, зад него има и креативен тим. Во моментов сме 6 луѓе и многу интересно што се работи за профил на луѓе кои што многу се разликува од човек до човек, се работи за слободни уметници, луѓе кои што се супер за социјални медиуми, луѓе кои што се многу комуникативни, луѓе кои што само пуштаат музика, луѓе кои што се добри за правење бизнис планови, но и луѓе кои што едноставно се тука за да искажат поддршка бидејќи се работи за проект кој што до сега нема налик во Македонија, зашто се надам дека ќе се промени бидејќи една од целите на Signature е да предизвика што повеќе луѓе да почнат да се изразуваат слободно и да избегаат од оно естетско сивило кое што не окружува. Кога креативноста ќе се разбуди, тогаш може се да се очекува. Пример за тоа е ова момче, кому креативноста му донесе нови патики, но не било какви, туку со печат на уникатниот Сатја Грабуловски. Тука го заокружуваме блокот резервиран за забавните содржини. Ви останете и понатаму со програмата на телевизија Нова и не го пропуштајте и следното издание на Сцена утре во 18:40. До тогаш, довидување од мене.